Еколошките проекти преку поврзување на општините се многу важни, но преку поврзување на регионите може да се стаса исто така до чиста животна средина. Токму на оваа тема ќе зборуваме со нашата гостинка денес во студиото. Велам добар ден и добре дојде за Кристина Сибиновска, проектен директор на иницијативата за европска перспектива. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Да се придонесе за намалување на загадувањето на животната средина и изголемување на квалитетот на живот на граѓаните во пограничните региони на Македонија и на Косово. Практично ова е местото на делување на проектот на кој што работите. Токму така, во моментов спроведуваме проект кој што се вика Поврзување региони. Го спроведуваат општина Витија од Косово, кој што се водички апликант, и општина Гостивар и Сдруженијето иницијатива за европска перспектива. Ова е 2-годишен проект. Проектот е финансиран од Европската унија во рамки на програмата, како што спомнавте, за прекогранична соработка Косово-Македонија. Кои се планирани активности за оваа година? Знам дека ги има многу, да ги запознаеме гледачите. Така, бидејќи е 2-годишен проект, веќе досега некои активности ги спроведовме, меѓутоа има и допрва некои кои што треба да ги спроведеме. Така да речам, ќе ги поделам во 2 групи. Едната група се инфраструктурни и другата се помеки активности. Во инфраструктурните имаме изградба на пешачки мост во општина Гостивар, додека пак во општина Витија ќе биде мост за автомобили. Понатаму имаме чистење на нелегалните депонии, кои што од нив потоа ќе претвориме пешачки патеки, велосипедски исто така. И исто така во општина Гостивар на веќе постоечкиот парк кој што го имаат во самата општина, ние ќе го уредиме со хортикултурно зеленило, ќе поставиме клупи, корпи за селекција, исто така ќе поставиме и дрвени колиби кои што ќе бидат како место за одмор за самите граѓани, но и понатамо за луѓе кои би можеле да бидат потенцијални туристи. Пред малку има можност граѓаните да го погледнат и видеоматеријалот кој што деновиве го промовиравте за едукација на населението како во Македонија, така и на Косово. Така. Со се ова што го работите, предпоставам дека се трудите да обезбедите одржлив урбан развој на населението на двете општини. Така. Ние тоа се трудиме да го направиме преку повеќе активности. Во моментов како последна активност во оваа област е токму тоа промотивното и едукативно видео, со која што нашата цел е и да ја подигнеме свеста кај граѓаните за повеќе да се грижат за животната средина, преку најразлични активности, селекција, рециклирање, но и исто така за да допреме до поголем број на граѓани. Видеото исто така е достапно на 4 јазици, односно албански, македонски, англиски и српски. И исто така, бидејќи претпоставувам сега беше на македонски само видеото, граѓаните исто така може да ги погледнат и на останатите јазици на нашите Facebook и Instagram профили, кои што се викаат Bridge and Regions на англиски, самиот проект. Понатамо во едукација и подигнување на свеста на граѓаните, до сега подготвивме и материјали како што се постери, флаери, инфографици кои исто така се достапни на сите овие 4 јазици. Во овој едукативен дел, како планирана активност, кој што планираме сега да го спроведеме во периодот од јуни до најкасно октомври месец, имаме предвидено 4 обуки, со кои што сакаме да ги зајакнеме капацитетите од една страна на младите, а од друга страна и на работниците кои што се занимаваат со заштита на животната средина. За да направиме прекогранична соработка, тоа ќе бидат поделени 2 во општина Витија, а 2 во општина Гостивар. Планирате и едукација на населението за селектирање и рециклирање
отпад. Кај нас со години наназад се зборува и има некакви обиди, но генерално не само на територија на општина Гостивар, некако слаби сме тука кога станува збор за селектирањето и рециклирањето отпад. Токму така. Тоа ќе биде особена важна активност за да постигнеме одржлив урбан развој, бидејќи како што спомнав во паркот ќе поставиме и курпи за селекција, така да е многу важно и да ги едуцираме за да потоа да можат правилно да се искористуваат. Во овој дел ќе бидат токму кои што веќе ги спомнав обуките за млади и за работниците кои што се занимаваат со управување со отпад и заштита на животна средина. Тие обуки ќе ни бидат планирани сега во наредниот период, да. Веќе имаме и доста голема заинтересираност бидејќи сите засегнати страни се веќе вклучени во самиот процес на спроведување на самиот проект, така да тие се запознаени со тоа што следи, како следи, веќе пројавуваат интерес и се интересираат, сака да знаат кога како ќе бидат, така да очекуваме дека оваа активност ќе има навистина голем не само интерес, туку и ефект потоа понатамо во правилната селекција и рециклирање на самиот отпад и генерално за заштита на животната средина. Се ова што правите, верувам, наидува на одлични, па и самите кажете, одлични реакции на населението и во двете општини, во двете држави. Што станува со студијата за зеленување и пошумување на Гостивар? Така, во текот на изминатиот период работевме на студија за зеленување и пошумување на општина Гостивар. Меѓутоа исто таква студија веќе има изработено и за општина Витија. Меѓутоа особено важно што сметам дека треба да го напоменеме е тоа што самата студија беше изработена преку поширок консултативен процес со сите засегнати страни, односно беа вклучени граѓаните, граѓанските организации, како и сите вработени од општина Гостивар. И како особено значаен дел е можеби најверојатно тоа што самата студија беше изработена според законот за урбано зеленило, која што налага дека секоја општина треба да има своја стратегија за развој на зеленилото, на подрачјето на самата општина. Така да можам да кажам дека општина Гостивар со ова ќе биде меѓу првите општини, меѓу првите 3 општини која што ќе има ваква студија, а ќе може да биде во функција на стратегија за во наредните 10 години, бидејќи во самата студија има и акцијски план за тоа што како например да се посади кое зеленило, каде да се посади, во кој временски период и така натаму. Студијата ќе биде достапна во месец јуни за пошироката јавност, за да може да ја прочитаат секој кој што сака, биде истата таа ќе имаме на македонски, на англиски и на албански јазик. Каква ви е соработката со општините? Еве кај нас, например, со општина Гостивар. Така, соработката е одлична со општина Гостивар. Навистина се заинтересирани, мислам и самото тоа го покажува бидејќи они веќе работат на доста многу проекти кои што се финансирани не само од Европската унија, туку и од други донатори и навистина голем дел од работите кои што ги имаат направено во општината, ги имаат направено преку вакви видови на проекти, така да има доста искуство, доста се заинтересирани, се вклучени во целиот процес и за било каква дали интеракција, дали потреба за некаква информација, се секогаш тука за нас, за да споделат и да имаме непречена соработка. Ваквиот начин на функционирање претпоставувам дека ќе донесе не само за живот во подобра, почиста, поздрава еколошка средина на жителите на општина Гостивар кај нас во Македонија и на Витија во Косово, претпоставам дека веројатно ќе донесе и за развој на туризмот, подобрување на условите за развој на туризмот.
Точно, токму така. Сите овие активности, особено од инфраструктурниот дел кој што се, со самото тоа што ние ќе направиме нели парк кој што ќе има не само подобар изглед, туку ќе има и подобар простор каде што луѓето ќе можат и да се рекреираат, да седнат и да се одморат. Со самото тоа што ќе имаме употреба на материјали од природни извори, како и пешачката, велосипедската патека, очекуваме дека сето ова ќе придонесе да се зголеми бројот на туристи кои што ќе доаѓаат и со тоа ќе го промовираме еден подобар, поздрав начин на живот и соработка помеѓу двата региона. И што е најважно, оние кои што живеат тука во градот имаат убави катчиња за да го поминат своето слободно време, за да ги прошетаат децата. Дефинитивно, можеби тоа е најголемата придобивка, а тоа е за самите жители кои што се во општина Гостивар, кои што ќе добијат нели едно подобро и поубаво место, за да можат нели да се прошетаат со своите фамилии, со своите пријатели, да уживаат, но и да спортуваат. Кристина, проектот ви трае и оваа цела година до крајот на 25-та. Имате уште многу работа пред вас, но ние сме тука за да ги покажеме резултатите од се она што го имате направено. Токму така, имаме уште доста многу работа. И токму и од оваа причина имаме уште едно видео кое што допрва ќе го подготвиме и во самото тоа видео е предвидено нели да ги снимиме во двете области инфраструктурните работи кои што ќе бидат направени за на крајот да покажеме и не само да покажеме, туку едноставно да покренеме свеста на граѓаните дека доколку се сака нешто се може, а особено дека треба да се грижиме за нашата животна средина и тоа ќе ни донесе придобивки за сите нас. Јас ви благодарам што денес одвоивте време и бевте дел од нашата емисија и слободно можам да ви ветам дека еве после летото повторно ќе се видиме за да покажеме што се случува, што е направено и што уште треба да се направи, па веројатно ќе имаме можност и граѓаните да ги чуеме и нивните реакции колку се задоволни од она што се прави за нив за да живеат во почист град. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека, нели, како што рековте, наскоро ќе се видиме брзо со очекуваните резултати кои што сега ги споменав.